Па, пробавте да ми импутирате нешто што не сум изговорила јас, меѓутоа нема проблем, па јас сега ќе ви одговорам на овие ваши укажувања. И еве ќе го искоментирам вашето кажување дека како ВМРО ДПМН ние се стремиме за производство на електрична енергија со помош на јаглен и сакам сега зошто е тоа така и зошто е потребно да имаме доволни количини на домашно производство, особено во вака кризна ситуација како што сега, енергетска кризна ситуација како што сега се наоѓа државата, и сакам да ви направам една споредба. Еве со фотоволтаиците кои што се наместени во Кичево, може да се произведат само 10 мегавати на електрична енергија. А почитувана колешке, замислете, ТЕЦ Осломеј има капацитет за 120 мегавати. И ако има јаглен, наместо 10 мегавати ќе произведува 120 мегавати. И сега со полно право ви се обраќам затоа што вие сте дел од власта, зборувате за фотоволтаици и јас сакам да ви прочитам во овој момент една хронологија на оваа неспособна и неработлива власт, за жал, од која вие сте дел, а не сте направиле ништо во изминатиот период за да биде поинаку. Ќе ве потсетам. Значи, тендерот за изградба на фотоволтаици во РЕК Осломен е објавен на 26 март. На 3 април 2019 година Заев и Кочо Андјушев ова го промовираја. ЕБОР одобри кредит од 5,9 милиони на компанијата за производство на електрична енергија во државна собственост Елем и денес, ноември 2021 година, се поставува прашањето каде се парите. Изградбата треба да почне од септември 2019, така беше кажано тогаш, а првото производство на струја се очекува на почетокот на следната 2020 година. Потоа, на 12.2.2020 година, техничкиот премиер Спасовски вели: во присуство на министерот за економија Крешник Бектеши и генералниот директор на Електрани на Македонија Васко Ковачевски, ја најавуваат изградбата на новата соларна централа на просторот на некогашниот рудник за јаглен ТЕЦ Осломеј. Инвестиција која ќе биде по принципот на јавно-приватно партнерство, во која АДСМ ќе биде јавниот партнер. Градбата на електраните, вика, ќе биде целосно инвестиција на приватниот партнер, а проценката е дали нивната изградба ќе чини некаде околу 80 милиони денари. Одиме понатаму. Април 2021 година. Изборот за изградба на 2 фотонапонски електроцентрали на местото на некогашниот ТЕЦ Осломеј падна на компании од Турција и Бугарија. Последиците кои ќе ги има АДСМ за овој период од 35 години се загуба од 78 милиарди 800 милиони евра, отпуштање на вишок на 800 работници со сите последици од социјалниот аспект и престанок на работата на РЕК Осломеј. Приватниот партнер што ќе добие во овој период од 35 години? Почитувана колешке, чиста добивка од 217 милиарди евра. На 16 јуни 2021 година од Центарот за комуникација на Социјалдемократскиот сојуз пак излезе информација дека во Осломен Кичевско ќе се гради 100 мегаватна фотонапонска електрана во вредност од 70 милиони евра. Ако во партијата СДСМ разликава од 10 милиони евра или првично од 60 милиони евра значи нешто, дупката во буџетот од 753 милиони евра најверојатно ни вас, ни на целата власт не ви значи ништо. Меѓутоа, најверојатно на цела коалиција ви е битно филмот кој што го правите да продолжите да го правите, мислејќи дека не залажувате нас, ги залажувате на граѓаните. Меѓутоа, повеќе лаги не постојат. Донесена е одлука за покачување на струјата и реално со овој проблем ќе се соочат сите граѓани на Република Македонија. Па ако почнат и рестрикции, луѓе ќе не вратите во 80-тите години кога дома седевме со газиени лампи. А сме денес 2021 година, крај на 2021 година. Каде не водите? 40 години не враќате назад. Ве молам, свестете се и дајте да застанеме, да работиме, да им помогнеме на граѓаните. Овие се амандмани кои што нудат вистинска помош на граѓаните на Република Македонија. Вие во вашето втора реплика повторно нешто, баш како што претходно кажав, филм правевте и не се изјаснивте дали го поддржувате или не го поддржувате амандманот. Меѓутоа, очигледно е дека настрана од СДСМ, вие како нивни партнер не смеете ништо да кажете. Благодарам. Ви благодарам.
Слина пријавена за збор е претеничката Гордана Силјановска.